Почитувани граѓани, продолжуваме со објавување на вистината како се злоупотребуваат субвенциите и како се доделува земјоделското земјиште од страна на Никола Груевски. Денес објавуваме еден дел од случај поврзан со семејството на градоначалникот на општина Демир Капија Трајче Димитриев. Фирмата Корал, застапувана од страна на сопругата на градоначалникот на Демир Капија, Виолета Димитрова, во 1998 година со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство склучува договор за долгорочен закуп на земјоделско земјиште во површина од 848 хектари на 30 години. Еве го тој договор. Во 2012 година Виолета Димитрова го отстапува целосно својот удел од фирмата Корал на Александрија Корп до фирма основана од странски инвеститор во Македонија. Еве го договорот за отстапување на целосниот удел и еве ја тековната состојба од која што се гледа дека сопственици и управители се странски државјани. Според договорот, продавачот, односно сопругата на градоначалникот, се обврзува да ги прифати сите барања кон друштвото за неплатени даноци, придонеси и други обврски кои се настанати пред датумот на потпишување на договорот. Но кога странскиот инвеститор ја превзема Корал во 2012 година, за во 2013 да започне со работа, од банките добива информација дека сметката на фирмата е блокирана поради долгови направени пред превземање на самата фирма. Фирмата должи околу 200 милиони денари и тоа кон државата, банки и други доверители. Еве документи. Понатаму сопругата на Димитриев на ден 11 декември 2012 година е избришана од Централниот регистар на Македонија и како собственик и како управител на фирмата, што се гледа од историјатот на фирмата Корал од Централен регистар, каде што се наведува кога е избришана и како собственик и како управител. И повторувам, таа повеќе не е управител, ниту собственик на Корал. А на ден 18.9.2013 година, или 10 месеци откако е избришена од Централниот регистар, по секој основ, склучува договор за цесија со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Еве го тој договор. Договорот за цесија е подпишан од министерот Љупчо Димовски, а на договорот има само подпис на претходниот собственик и управител, но не и печат на фирмата Корал. Еве го уште еднаш за да се види дека има само подпис од неовластено лице и дека нема печат. Експресно, за само еден ден, овој договор се спроведува и се добива решение за пребивање и исплата на средствата на субвенции во износ од околу 100.000 евра. Еве го решението на платежна агенција донесено експресно еден ден по склучувањето на овој договор. Постои уште еден доказ за тоа дека сопругата на градоначалникот на Демир Капија, Виолета Димитрова, подпишала барање за исплата на субвенции и за следната година, повторно во име на Корал, иако не била ниту собственик, ниту управител и во овој период. Тоа е ова известување од платежната агенција, официјално подпишано од тогашниот директор Тони Димовски. Тоа се документите. Пред да продолжиме во целост и со овој, но и со другите случаи и фирми, на овој локален моќник на власта, поврзани со тоа како се доделува државното земјоделско земјиште и како се исплаќаат субвенции и во чии џебови одат субвенциите, се поставуваат повеќе прашања. Како може некој што не е ниту собственик, ниту управител на фирма да бара исплата на стотици илјади евра субвенции од државата? Како може министерот Љупчо Димовски да подпише договор во име на Министерството и на државата со лице што повеќе не е собственик и не е управител, а директорот на платежната агенција експресно да донесе, подпише решение за исплата на овие огромни износи на средства?
Како може вистинските земјоделци да ги чекаат субвенциите со години, а кога станува збор за локални политички моќници од власта, целата постапка на ваков начин да се одвива во само еден ден? Кои се други институции, кои се извршители и други поединци се вмешани во овој случај? Каде завршуваат овие пари исплатени за субвенции? Јавноста мора да ја знае вистината. Наша законска обврска е откривање на злоупотребите и манипулациите, како и пријавување на прекршувањата на законот без разлика за кого станува збор. Промените доаѓаат, секој во државата, за секое 1 евро незаконски потрошено од буџетот на државата, ќе мора да одговара. Само со сериозна борба против криминалот и одговорност пред законот на секој што се огрешил во Македонија. Македонија може да отвори нова страница и да оди напред. Спречување на злоупотребите на парите на граѓаните, вклучително и на парите за субвенциите во земјоделството, се услов за да имаме фер, слободни демократски избори. Во Македонија мора да има и ќе има слободни, фери демократски избори, со прочистен избирачки список и реформи по медиумите. Благодарам, повелете со вашето прашање. Што значи се договор за цесија и како може да се случи ако другата страна нема правомоци? Тоа и ние го поставуваме. Договорот за цесија предвидува да се исплатат дел средства за поснов на закуп, но и да се префрлат вишок на средства од околу 100.000 евра. И договорот е потпишан од лице кое што не е овластено и некој требало да побара дали тоа лице е овластено, бидејќи во моментот на договорот, на потпишување на договорот, тоа лице според документите и доказите кои што ги нудиме не е ниту собственик, не е ниту управител на фирма. Затоа велиме дека во тоа токму е злоупотребата.